Фотографијата е уметност, наука и практика на создавање на долготрајни слики со снимање на светлина или други електромагнетни зрачења, или хемиски со помош на материјали чувствителни на светлината, како што е фотографски филм или по електронски пат со помош на сензорот за слика. Типично, леќата се користи за да ја фокусира одбиената или испуштената светлина од предмети во вистинска слика, на површина чувствителна на светлина во внатрешноста на фотоапаратот за време на експонажата. Резултатот во електронскиот сензор за слика е електрично полнење на секој пиксел, кој електронски се обработува и се чува во една датотека за дигитална слика, за следниот приказ или обработка. Фотографската емулзија резултира со неразвиена слика која не е видлива и која подоцна е хемиски развиена во видлива слика, или во негатив или во позитив, во зависност од намената на фотографскиот материјал и начинот на обработка. Традиционално, негативната слика на филмот се користи за да се создаде позитивна слика по фотографски пат, на хартија наменета за правење фотографии, и ова е познато како развивање на фотографија. Исто така, развивањето на фотографијата може да се постигне со користење на апарат за зголемување или преку филм за фотоапарат. Фотографијата има многу намени во бизнисот, науката, производството, уметноста, за рекреативни цели и за масовната комуникација. Зборот фотографија произлегува од грчкиот збор фотос, што значи светлина, и графе за стапеност со помош на линии или цртање, кои заедно значуваат цртање со светлина. Во почетокот фотографиите биле еднобојни или црно-бели. Дури откако филмот во боја бил полесно достапен, црно-белата фотографија продолжила да се истакнува со децении, поради незината пониска цена и незиниот класичен фотографски израз. Важно е да се обрне внимание дека некои еднобојни слики не се секогаш чисто црно-бели, но исто така содржат и други нијанси во зависност од развивањето на филмот. Фотографијата во боја се проучувала во средината на 19 век. За првите експерименти во боја биле потребни посебно долготрајни експонажи, часови или денови да се направат слики, а фотографот не можел да ја фиксира бојата на сликата да не избледнува брзо која е изложена на белата светлина. Првата трајна фотографија во боја е сликана во 1861 година преку принципот на тробојно сликање и за прв пат објавен во 1855 година. И во Велес фотографијата има голема историја. Најпрво со фотографија се занимавало познатото семејство Манушеви, познати како Дамаскини, а потоа и фамилијата Боцеви, кои долги години се занимаваат со фотографскиот занаед. Со овој занаед фамилијата Боцеви се занимаваат вкупно 138 години. Од дедо прадедо занаетот се пренесувал од колено на колено во оваа фамилија. Томе Боцев повеќе од 70 години се занимава со фотографскиот занаед. Занаетот го научил од неговата мајка Надежда Боцева, која долго време низ фотоапаратот ги овековечувала сите настани кои се случувале во минатото во Велес. Уште тогаш на почетокот, нивното фотостудио се наоѓало во центарот на градот, но потоа неговата мајка занаетот го префрлила во нивната куќа, бидејќи немало кој да се грижи за децата. Тој се сеќава дека заедно со неговиот постар брат и сестра, кои исто така се занимавале со овој занаед, често ја придружувале мајка си на многу настани кои одела да ги фотографира. Но се сеќава дека неговата прва играчка бил токму фотоапаратот. Кога сите негови врсници после школа оделе на улица да си играат со топка, тој останувал дома и ја гледал неговата мајка како ги изработува фотографиите. Се сеќавам добро, кога прв пат направи фотографија, тоа имав негде околу 6 години. Забавиште бев и се враќам од школа
Викам, ташната, фрлам, викам, ја одам, си играме у паркот, а мајка ми вели, ја ти најдов една играчка, ме носи во лабораторија, она копира слики на копир апаратот не, и вика, еве сега, врти, развивај ги у развијачов, па стави у прекидач, па стави у фиксир, и кој ќе биде како оваа готово, погледни, изгоре, оцрне. Добро, вика, ајде сконцентрирај се малку. Ја убаво се загледав, добро, ова е добра, готово, вика, ајде ручаме сега. Викам, 100 слики ти расипав, и една направив, вреди за 1000, вика. За други зборови ме ставија у разбор сега, ткај, работи. И тоа беше мојата, дојде од школа у лабораторија. Баш на еден колега му викам, како бе детството го помина? Од школа домашното ќе си пробам, ја напишам топката, играње, ја од туку лабораторија, од темница на видало и така. Занајатот следи почне од дедо ми, татко ми, мајка ми и јас. Значи дома си 3 деца бевме, сите работевме. Меѓутоа званично у позно време јас го превземав занајатов и некаде таму годинава доаѓа околу 138-9 години тука би дошло. Традиција. Почетокот е од дедо ми. Тој како младо момченце работел, помагал на Хаджи Косте, еден сликар, еден фотограф што го уредувал манастирот, не? И така тој бидејќи сликал, фотографирал поправо, татко ми дедо ми многу се заинтересирал, гледал таму ваму и така се створила љубов кон фотографијата, по известно време му набавуват и фотоапарат и така, онија стар тип, за жал го немаме, овдека време 40 година, која бомба падна оде, па малце го уништи доста работи, та штета е голема тоа. И така он започна. Потова он умира, татко ми продолжува, на фотографија занат, па умира и тој, мајка ми продолжува, па заедно со сите три ние работевме. И така остана да ја, еве, мене ми падне да славам, еве, долги години од фотографскиот почеток, не до сега. Како дете се сеќава дека првата фотографија ја направил на негова најрана возраст. Уште од мали нозе го привлекувало фотографирањето на природата, пред се на планините. Од кога знае за себе, Томе Боцев знае и за љубовта кон планината и планинарството. Љубовта кон планината ја добил од фотографиите со пейсажи од планинските убавици, кои биле дела на неговиот татко. Исто така се сеќава дека често кога неговата мајка одела по селата да фотографира, тој ја запознавал природата. Од секогаш во планината барал интересни природни феномени, кои ги овековечувал со неговиот фотоапарат. Не може да се одбере нешто да не се сака. Секој чекор е примамлив. Секој чекор нешто открива. Се појавува еден феномен да го гледам сонцето и на две места, не? И во облаците и како изгрева. И додека ја отидов по фотоапаратот, тоа го снема. Меѓутоа, трагав во исти момент и после 10 години успеав тоа да го уловам. Друг феномен се јавува, одиме по еден срт од према Плавник и према Бабина Рупа тоа сртот, како одиме од една страна, од таму кај има борчиња, се развиваат некои мушички. Гледам ја нешто облак, се чудиме што е овој облак среде лето, нема ни облак, ништо. И кога се приближиме, да што ќе видиме? Облак од мушички. Значи, ние кодевме на мајца, како да облековме ново одело. Томе Боцев вели дека фотографијата е уметност, посебно црно-белата фотографија. Всушност, ретушот представува поправка на негатив на сликата. Тоа е вистинско мајсторство кое е многу тешко да се изработи. Пред се, ретушот е тешка и макотрпна работа, но во исто време представува и вистинско мајсторство на врвните фотографии. И не бил толку едноставен процесот на ретуширање. Него го работеле само оние кои го разбирале. Тој се сеќава дека по цели ноќи седел
и ги изработувал фотографиите. Црно-бела фотографија се работело тогаш, не? Не со дополнително се правило и вештачки, мислам, друга работа. Него што тоа се фотографирало со фотоапарат, не? Позади се постава едно матово стакло да можеш да гледаш да изоштриш лик или што се фотографира. Потоа се става позади во една посебна касета, план паралелна плоча стаклена, на која што е нанесена желатинска смеса помешана со сребрен нитрат кој ќе осетли на светлост и благодарение на тоа, осветливоста, која ќе падне одредена светлост на него, тогаш веќе почнуваат тие електрони да си работат натре и тоа е еден процес тек започнат. За да се развие повеќе, оди во развијач од посебни химикали, сега да не ги објаснуваме, се прекинува, се фиксира сликата и тоа е негатив, се оно што е бело, на плочата се гледа темно, црно, а кога се фотокопира на хартија, тогаш се добива правиот лик. Оно што било црно, не е осветлено, ќе биде бело. Во неговата кариера има фотографирано и доста значајни настани. Боцев е фотографирал и целосната изградба на топилницата, од удирањето на темелите, па се до пуштањето во употреба. Првите 10 години од работењето бил сведок на незиното создавање. Исто така во минатото си имало традиција да се фотографираат и семени фотографии за Великден, Божик, селски слави, 1 мај, кога сите се собирале заедно и се фотографирале. Едноставно, велешани сакале да се фотографираат, тие доаѓале секогаш дотерани, среќни и насмеани. Многу често луѓе од разни профили доаѓале во домот на Боцев кои сакале да се фотографираат. Освен тоа што во минатото луѓето се фотографирале за свечени моменти, многу често во тоа време биле фотографирани и погребите. Боцев се сеќава дека често одел и на такви настани каде биле фотографирани тие тажни моменти. Но со новото време оваа традиција скоро е исчезната. Ако се вратиме назад, најкарактеристични снимања се кога има некои прослави, или слава, или настани тука, да речеме, кога е на манастир празникот, обично излегуваат млади, се сликаат, па и возрастни, а иначе по обичај, после Великден, секоја недела се излегува на излет. И обично на тие изледи највише се сликало, не? Се фотографирало поправо. И тоа е најкарактеристично. Потоа, во тие бурни времења и ти наложувале многу пати и нешто да фотографираш, голема тајна да се рече. Значи, многу пати и фотографиите не смеат да се на секому прикажуваат, кој доаѓа си носи документ која е негова, да не се случи да земе друга и така. Значи, има и обавеза да заштитиш некоја што не е за увид на секое лице, не? Тоа е најкарактеристично, потоа сме фотографирале по значајни работи, да речеме отварање на топилница, правење изложба во таа на отварањето, па на 20 годишна пак изложби сме правеле повеќе во, например, као индустријски фотографии, па после праве, кој што гледате ова се планинарски фотографии, изложа 50 годишни развој. Таквија настани имале свое посебно значење, не? И рековме, на секој празник, државен или било каков, карактеристично е тие собири да се фотографираат и да останат во документација. Така да речеме, има една фотографија во историја на македонскиот народ, за жал, ја земена без наше знање, па мал се ја изменили историјата. Тоа е тоа што не чини, што сме допуштиле еден таков минус, има и позитивни и негативни работи. Значи, едноставно, да го стопираме животот еден момент, да утре поколенијата гледаат како изгледале предците. Карактеристично личност од тога, реков, отварањето на топилница, кога Тито дојде, карактеристично беше тоа. Таму имаше направени строга контрола, да речеме, сите се сеќавам, директорот ми дава една камера, ми дава еден апарат, ама не ги ставил одвечер и на влегувањето ги зедо, а бидејќи мојот апарат стоеше одвечер таму,
а камерата не ми ја зедоа и мене, не стоела од вечер таму. Значи, се фотографирав само. Меѓутоа, добро послужија за изложбата се направи. Што се однесува за погребите, тоа е стар обичај да се направи последна фотографија на покојниот, не? Да речеме, некои многу пати па имаат одсутен, заминал во Америка, Австралија, да испратат, него тоа полека некако тоа се отуѓи. Некако денеска многу е тоа голема реткост. Реткост е тоа. И тоа се малце пожалосни моменти, наоѓаш, одиш, само се наредуват, сликаш, не зборуваш ништо. Едноставно, кога ќе видат дека си го собра апаратот, стануват, го креваат носилото, тоа редовно си имаше носило таму, тоа така било. Меѓутоа, реков, сепак има најразлични случаи, не, на фотографирање. Да речеме, во медицината најповеќе, аз сеќавам додека работев во хемиска школа, таа дури имав дежурен апарат, и се случуваше да во медицинава нешто се случи, некој осип кој што трае минут, 2, 5 или саат, и треба тоа да го фотографираш. Да речеме, работев со сите овие кои што магистрираат, докторираат, па им правевме слайдови да се проекцира тоа. И тоа беше најактуелно за денеска, не е проблем тоа да се направи преку тие компјутери и да се гледа на платно или на било што. Во домот на Томе Боцев во еден нагол се наоѓаат и неговите дрвени скии, кои се вистински раритет за скијачите и љубителите на снегот. Ги чува уште од 1950 година, а го служат за прошетките во планината. Тој е член на планинарското спортско друштво Солунска глава од Велес, од денот на незиното формирање од далечната 1952 година. Добитник е и на многу плакети за развој на планинарството. Меѓу нив е и златната плакета, златен медал добиен од Планинарскиот сојуз на Македонија во 1980 година, по повод 35 годишнината од развојот на планинарството во Македонија. Во 2003 година од Сојузот на спортовиот Велес доби плакета за долгогодишна спортска активност, а исто така има добиено и признание за долгогодишен придонес во развојот на планинарството. Тој вели дека има уште многу знаење да им пренесе на младите, да им ја всади љубовта кон планината и да ги научи за природните убавини на нашата земја. За денешната фотографија вели дека процесот на изработката е поедноставен и полесен. За него вистинските мајстори се оние кои рачно ја изработувале фотографијата со помош на ретуш. Всушност тоа ги одразува и вистинските мајстори фотографи. Денеска кој ќе почне директно да работи со новата техника, ако не ретуширал, не го познава ова, бога ми се прашувам ликот како ќе го дотера. Оти тоа е и голема уметност, зашто викам многу пати сликарите станали и фотографи. И значи тие имале осет да го уреди ликот, не е целта да го измени, него да направи некоја мала корекција, да го освежи ликот малце. Да се остана сите брчки, се многу се греши, некои што не го научиле добро ретушот, ќе го направат малце ко изменет. А ако за мене компјутерската обработка е ситница. Затоа што јас сум работел со едно моливче црно-бело и знам што да му давам на ликот. Тоа е разликата и, например, некој ќе направи, али оно што ќе направам, тешко некој да го направи, почетник некој. Ти пред малку реков, ако ја почнев да работам на поголема возраст, ќе имав друг успех, ама бидејќи прва играчка ми беше тоа, е успехот друг. Еден од големите мајстори фотографи во Велес е Боре Левков. Не постои фамилија во градот што не го познава мајстор Боре и што нема негова фотографија во семените албуми изработена лично од него. Занаетот го започнал во старата Велешка чаршија пред точно 50 години. На 1 септември 1965 година, кога сите негови другари тргнале во прва година средно училиште гимназија, каде и тој бил запишан, наместо во училиште се упатил да учи занает во фотографската работилница техника, кај неговиот мајстор Душко Илиев.
Уште како дете имал голема желба кон фотографијата, па затоа тргнал и на занаед. Потекнува од фамилија Левкови, позната велешка фамилија. Неговиот дедо бил грнчар, живееле блиску до фабриката Вила Зора. Соседи му биле две професорки, сестрите Благородна и Панка Дерменџиеви, чиј татко бил собственик на Безистенот. Постарата сестра Благородна го водела често да ја собираат киријата од Безистенот, каде тој по големиот дел од денот го поминувал таму. Оттаму се родила и страста кон фотографијата. Присетувајќи се на почетоците, Левков открива уште една тајна. Требало да помина цели 3 години за неговиот мајстор за прв пат да му подаде рака со зборовите: "Момче, од тебе ќе биде добар фотограф." Играта со светлото или стручно цртање со светло, ова е животното мото на мајстор Боре. Почетокот беше во далечната 1965 година, кога заминав да го изучувам фотографскиот занает. Тоа се случи сасвим случајно, спонтанно, затоа што претходните 2-3 години, кога бев 12 годишно дете, заминав во спротива во нашата велешка стара чаршија. Тога ја викаа постарите сограѓани Сарачка чаршија, затоа што поседуваше дуќани, занечи, со повише, мислам, во тогашните занаети кои моментално во денешно време не постојат. Постоја сарачи, ортомџи, казанџи, бербери, така да самата чаршија толку пријатно звучеше. Јас као 12 годишно дете со моите комши, тогашните стари професорки Дерменџиеви, каде што има доста дуќани од нивниот татко, и често во летните периоди во далечната 1962 година, јас као 12 годишно дете на школскиот распуст заминав во таа стара велешка чаршија со назив Сарачка чаршија. Као сега се сеќавам и го гледам Безистенот, каде во самиот Безистен постоеја дуќани, и во 1962 година јас остана во тоа лето во таа чаршија на училишниот распуст. Тој го викавме училишен распуст или за време на феријата. Тоа беше клучниот момент што јас во 1965 година заминувам да го изучувам фотографскиот занет, заминувам во фототехника кај мајсторот Душко. И самиот тој вели дека во минатото за да се изработи една фотографија било потребно повеќе време. Процесот бил сложен и сосема долг. Најпрво требало да се знае техниката на изработката на една фотографија, да се биде доволно прецизен и секако да имаш чувство тоа што го работиш, бидејќи се работи пред се за уметност. За разлика од денес, каде современата технологија го олеснува процесот на изработка на една фотографија, во минатото мајстор Боре се сеќава како рачно ја изработувал и ретуширал фотографијата. Ретушот бил и една од потешките вештини во фотографскиот занает. Најчесто бил извршуван со специјални моливи, кои за таа цел морале да бидат добро наострени, за да може полесно да се долови и ликот што се наоѓа на самата фотографија. Такви моливи мајстор Боре поседувал многу. Тие биле направени пред се од смола или калофолиум. Понекогаш се случувало во неговата лабораторија да помине и повеќе од 15 до 20 часа. Но тоа всушност била неговата љубов спрема фотографијата. Таа го водела и понатаму за да постигнува успеси и да биде она што денеска е. Од кога ќе се направеше таа фотографија, мислам од кога ќе го направивме преку светло, ќе го пренесевме ликот, се пренесува ликот на плочите, каде што тие плочи беа во тоа време стаклени, па после беа малце поминаа
од самата фотографска индустрија, каде што ги добивавме во една паковка во кутии, каде што јас лично морав да ги сечеме во формат или да ги добиваме и да ја, кој што спомнав, одаа позади на самата камера. И од тука се пренесуваше во лабораторија, рачна лабораторија, каде што таму се развиваше негатив плочата, од кога ќе се развие негатив плочата, се правеа тие хемикали рачно, каде што јас лично морав да ги направам тие хемикали, значи самиот развијач се состоеше од повише хемикали, каде што мораш развијачот да го направиш точно таа кој што ми спомнавте, треба да си го прилагодиш, дали да биде како денеска нели се работи софтверски, тога и се работеше од самиот развијач, се состоеше и самиот квалитет, требаше да се направи развијачот, нормално се знаеше колку треба се стави, што треба се стави, се разредуваше, така да нормално самиот развијач, самата план филм или плоча, како што нарекувавме, требаше да биде во својство на потврда, помека, затоа што таа негатив плоча следуваше понатомошниот резултат, каде што самата фотографија треба да помине во позитив, од негатив во позитив. Фактички позитивот треба се пренесе на фотохартијата. Тоа се изработуваше во лабораторија, каде што јас лично бев од 15 до 20 часа во секојдневно во лабораторија. И од кога ќе се изработеше негатив плочата, се ретушира, се прави ретуш, каде што ретушот нормално со неколку обични, мислам тога постаро се викаат некои што викаме моливи или плајвас или мислам оловка, така да мора добро моливо да се наостри и да се пренесе ретушот на негатив плочата. Затоа што ретушот кај нас во нашиот фотографски занет е најтешката работа. Сега исто младите и јас надуќен во современата фотографија. Во современата фотографија моите млади исто го обавуваат ретушот по електронски пат преку самите знаете, тоа оди се електронски. Во 1978 година мајстор Боре го создава и неговото фотостудио Фотовесна, кој до ден денеска представува символ за фотографијата. 26 години работел и бил дел од Велешкиот музеј, каде ги има регистрирано скоро сите настани во градот од политика, култура, спорт и истражувањата во локалитетот Стоби, кои се вредни за паметење. Работел скоро на сите ископувања во Стоби. И рациновите средби се манифестацијата која најмногу е фотографирал од самиот почеток од 1972 година. Вели нема ниту ден посветен на Рацин, а јас преку фотографија да не сум го вековечил. Од почеток до крај низ фотографиите на мајстор Боре останува зидните генерации и градбата на спортската сала Гемиџи и хидросистемот Лисиче. Во неговата кариера тој го документирал растењето на градот, градењето фабрики, спортски објекти, пристигнувањето на значајни гости. Ги фотографирал и моментите од транзицијата на затварањето и пропагањето на фабриките кои ги овековечил. Работел на монографии на школи, установи, фабрики, а исто така работел и со локалното печатено гласило Вардарски глас. Сепак, најмногу сакал да го фотографира спортот. Има најмногу фотографија токму од овој дел на животот на Велешани. Ракомет, кошарка, фудбал, одбојка. Радоста и тагата на спортистите и на гледачите. Сето тоа го има во неговите фотографии. Ја имал привилегијата преку неговиот фотоапарат да ја регистрира историјата на Велес. Преку фотоапаратот на мајстор Боре се нашли многу метрополи, но тој ја открива најмногу сакал да го фотографира Велес. Од 1975, како што спомнав, до 2001 година, тоа се полни 26 години, каде што бев на служба како фотограф со седиште во Народен музеј. Во тој период направени се
плејада фотографии од сите области за градот Велес. Тоа се случуваше да јас често пати, а и во наредните години од 1975 година, па не дека се до 1995 година и до 2000 година, често бев на локалитетот Стоби, каде што како фотограф се изработуваат тие фотографии од археологијата. Можем лично да кажем, бев фотограф на доктор Блага Алексова, академик, бев фотограф на доктор Винчич, на Иван Миколчич, тоа се доктори и професори по археологија, каде што го водеа локалитетот Стоби, а и беа врвни стручници во нашето општество. Најдобри фотографии, тога и се што имаше во градот Велес од постарата архитектура, стари улици, стара архитектура, можам да напомнам сите значени овие наши куќи што се од моментално и во тоа време и сега што се под заштита, куќата на Касапови, куќата на Рацин, куќата на Васил Лавинов, имаме спротива комплексот кај Врналиите, Прнарови, така да фотографирање на сите стари куќи, стари чардаци, Калдрма, манастирите, црквите, делот од современиот град на градот Велес, фотографии каде што сите останаа во Народниот музеј. Во неговата 50 годишна кариера мајстор Бори има посетувано и голем број на саеми кои биле надвор од државата. Преку тие саеми бил секогаш во чекор со несовремената технологија што се однесува за фотографијата. Секогаш ги прател високите достигнувања на технологијата, бил доста иновативен во неговата работа и поради тоа напредувал доста во неговата кариера. Многу често тие саеми црпел идеи и потоа ги пренесувал во неговото студио. Соработувал со Аква, Кодак, Коника, кои биле светски познати брендови. За соработката која имал со јапонската фирма Коника, добил и признание бидејќи бил единствениот, каде месечно трошил по 50 ролни, а од една од нив излегувале 2000 фотографии. Недека од кога се создадо Фотовесна и дојдоа современите колор машини, каде што покасно со колегата Фото Трајче, со колегата Фото Венцо од Куманово и со други колеги од Македонија, ние више заминувавме на најголемите светски ови достигнувања. Тоа се случуваше во Келн, каде што имам отидено од 4 до 6 пати. Тоа е од периодот од 1995 години, тоа се случуваше до 2006 година. Одевме во соседна Бугарија, каде што седиштето беше на Коника во соседна Бугарија, во Софија и заминувавме во Варна на Златните песоци. Таму се сретнувавме со плејада фотографи од целиот Балкан, па можам да кажем и од Русија, од Балканот идеа ние бевме од Македонија, идеа од Бугарија, Румунија. Низ неговите раце поминале безброј фотографии, но и голем број на различни фотоапарати. Се сеќава кога почнал да работи со источно-германскиот апарат Практика, кој од сите апарати со кој досега работел му е најдраг и го чува како експонат, со кој е започнал неговата децениска работа. Јас спомнам во минатото, нормално дека сум работел со повише апарати. Тоа се апаратите, кои што кажав, најстарите во Дуќан, во студиото, каде што работев, се работеше со тие стари камери, бокс камери, со дупла излака, каде што после испадна источно-германските апарати во 70-тите години, практиките. Значи, морам тоа што ми го спомнете да спомнам, не дека кога одам во армија во 70-та година, се враќам и го купам лично апаратот Практика, лично за мене, каде што тоа што ми го спомнавте, значи, се работеше со
практика. После ги имавме ние руските апарати, каде што ние како професионалци, они доста изврсни апарати, каде што тука се зенитите, зорки, ние работеме со нели, поише работе аматерите, и после во догледно време испадна нормално апаратите од Јапан, каде што тоа се од фирмата Nikon, од фирмата Canon, кој што ми спомнате, највише со аналогната фотографија со филмот сум работел со фирмите од Nikon и Canon, каде што тога и од 70-тите години недека почне колор аналогната фотографија, каде што во аналогната фотографија тога и безброј филмови од форматот Leica мораа да се од 36 пози, така речено народно, каде што мора апаратите да бидат сепак малце посовремени. За сите овие 5 децении ги минал сите фази на развојот на фотографијата, од црно-бела до боја, од плочи со план филмови, преку лабораторија па аналогни колор машини лаборатории, до компјутерската обработка. За неговиот труд велесна мајстор Боре во 2004 година му се заблагодари и со 9 ноемвриска награда, а тој пак вели народниот град и сопстената држава ќе им подарам уште многу фотографии, бидејќи една фотографија заменува 1000 зборови. Тој и по 50 години живот минат во фотографијата и денес не дозволува сите новини во градот да останат нефотографирани. Најзначајните работи во Велес и понатаму ги овековечува. Едноставно, апаратот ја храни неговата душа. Годините врват, а бројот на направените фотографии веќе не се брои. Мајстор Боре со својот апарат овековечува се она што го носи новото време, но и се она што ни го оставил во минатото. Со неговиот апарат бил пола век и со него ќе остане завек.